Ако ги централизираме клиниките, преку централните јавни набавки за се што може да се централизира. Ако ги намалиме трошоците по управни одбори, по 17 комисии кои што одлучуваат на секаде, имаме право да очекуваме да ќе обезбедиме парите за плата до 100.000 денари и 8 милиони евра кои што ни требаат за да го воведеме бесплатното болничко лекување за сите. Не нови кредити. Штедливо работење. Паралелно тоа што го заштедивме и веројатно со донесувањето на прогресивното или фер праведното доначување. Ние сме левичари и не се откажуваме за ова работа. Ама сакаме да слушнеме дебата. Дебатата ќе трае. Очекуваме со тие перформанси да можеме да влијаеме на социјалните аспекти во државата. Ако успееме, а тоа ќе го знаеме некаде до крајот на септември оваа година, ќе бидеме подготвени од 1 јануари да донесеме закон и одлуки социјалната помош од просечно 4.200 да ја покачиме на 11.550 денари. Тоа не е покачување по 10%. Не е дури за 11 години 40%, колку што беше. Тоа е 3 пати повеќе покачување. И тоа е за оние најсиромашните, најранливите. Ама при тоа мора да прифатат работа. Која ќе им понуди државата работа. Оти не може да се водат на 12.000 денари и да одбиваат работа. Не, мора да прифатат работа. Активните баратели мора да прифатат работа. Секако имаме ранливи категории кои што социјалната помош ја добиваат од тој аспект. Но и тоа ако успееме се ствара плюс резервоар да воведеме државната социјална пензија. И имаме во државата некаде повеќе од 15.000 наши татковци, дедовци кои што навршиле 65 години, немат 15 години стаж и немат пензија. И не може државата да не се запраша од што живеат тие луѓе. Може немат деца.